Голем број успеси, награди и значајни резултати постигнаа учениците од сите струки од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, благодарение на нивниот континуиран труд и на заложбата на професорите ментори кои неуморно работеа со нив. Задоволни од постигнатото со награди на светски познати надпревари, ја заокружуваат учебната 2018-2019 година. Наше училиште со собствената гравитација во околината има специфика, значи ние сме средно стручно училиште, имаме своји профили и струки доволно познати на јавноста. На овој прес само да кажеме што се случуваше изминатиот период и јас би дозволил накратко само да ги објаснат работите на моиве колеги. Значи би ги издвоил трите светски надпревари кои што се случуваа во изминатиот период од година и 2-3 месеци. Станува збор за реномирани надпревари на кои што ние имавме наши представници и сме апсолутно горди на целата состојба. Ученикот Јордан Евтимов ја представуваше државата на светскиот надпревар Мост што се одржа во Орландо, Флорида. Станува збор за надпревар на вештини за апликациите Word, Excel, PowerPoint 2013 и 2016. Надпреварот го организира Серти Адрија, веќе 4 години се организира во Македонија. Ние имавме среќата ни беше наклонета да го освоиме првото место на гранд финалето и Македонија да ја представуваме во Орландо. Таму постигнавме добри резултати, задоволни сме од учеството. Мост надпреварот се состои од повеќе делови. На самиот почеток, значи учениците се пријавуваат, полагаат квалификацијски испити. Квалификацијскиот испит секој од учениците може да го полага сам. Понатаму, откако ќе се класифицираат, значи добиваат бесплатни ваучери и со тие бесплатни ваучери полагаат практичен дел. Нашето училиште беше со 20 ученици на гранд финале, кое што се одржа во Скопје, во Стопанска банка. Од тие 20 ученици најголема среќа имаше Јорданчо, секако се разбери најголемо знаење, Јорданчо Евтимов. Тој е ученик во сообраќајната струка во нашето училиште и е ученик на генерација годинава на сообраќајна струка. Значи, ученикот работи темелно и сите тие успеси што ги има постигнато се неслучајни. Професорката Роза Војновска заедно со професорот Гордан Анастасов и учениците кои што ја сочинуваат екипата учествуваа на светското првенство по роботика што се одржа во САД. На тоа светско првенство му претходија други континуирани успеси. Бевме на првенството во Србија, кај што освоивме прво место, потоа продолживме на регионалниот дел од надпреварот кој што се одржа во Словенија и од таму се пласиравме за светското првенство во Детройт во Америка. Надпреварот беше значаен не само по тоа што за прв пат нашата држава учествува на едно такво првенство, туку за тоа што од тогаш се презеде иницијатива да еден таков вид надпревари се одржуваат и во нашата република. Така оваа година во организација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се организира државно првенство по роботика, на кое што учествуваат 10 тима од целата наша република. Учествуваше и нашето училиште, кај што добивме награда за најдобар дизајн на робот. И оваа година, значи, продолжуваме со надпреварувањето. Веќе од септември ќе формираме тим од ученици од прва година од нашето училиште, кои ќе се надпреваруваат, значи, на тие првенства во роботика и ги повикуваме сите основци од нашата општина, па и пошироко, значи, да се запишат во нашето училиште за да продолжиме со тие успеси во роботиката. За истакнување и победата на учениците со идејата паметна кутија за апчиња на националниот надпревар на ученички компании, што се одржа во организација на Junior Achievement Македонија. Ќе учествуваат на европскиот надпревар на ученички компании со останатите европски победници од 3 до 6 јули во Лил, Република Франција. Учениците на надпреварот се представија со свој сопствен производ, иновативен производ, а тоа е Smart Pill Box, со кој што ја одушевија публиката и жирито и како такви заслужено ја освоја првата награда во Република Македонија и
се стекнавме со право да учествуваме на светскиот надпревар во организација на Junior Achievement во Лил, кој е наредниот месец од 3 до 6 јули. Како што самото име кажува, тоа е организација која ќе стимулира претприемништвото и бизнис идеите кај младите луѓе. Тоа е иновативна кутија која што дава светлосен, звучен и сигнал за корисниците да ги потсети на времето на земањето на нивната медикаментска терапија. Директорот Савев на крајот ги покани основците на 17 и 18 јуни на првиот уписен рок да се запишат во ово училиште, кое и годинава ги отвора вратите за сите кои сакаат да изучуваат машинската, електротехничката или сообраќајната струка, како и атрактивната насока, компјутерска техника и автоматика, за која секоја година има голема заинтересираност.